Добар ден на сите ова неделно утро. Христос воскресна. На вистина воскресна. Драго ми е што макар на овој начин можеме повторно да го прославиме Великден, најголемиот христијански празник. Има еден проповедник од онаа стара школа кој денес е исто толку силен како и порано. Јас сум го сретнал неколку пати. Не е многу популарен, иако целиот свет е негова публика. Патува по целиот свет и зборува буквално на секој јазик. Ги посетува сиромашните, ги посетува и богатите. Им проповеда на луѓе од сите религии, а им проповеда и на тие кои немаат религија. Интересно, темата на секоја негова проповед е иста. Никогаш не ја менува. Како говорник е многу способен, елоквентен и може да побуди емоции дури и кај тие кои не се емоционални по природа. Знае да предизвика солзи во очите на оние кои ретко плачат. Не постои срце кое останува недопрено од силата на неговиот апел. Овој проповедник од темел ги растресува луѓето и не дозволува да има статус кво. Сите го слушаат. А името? Името му е смрт. Секој надгробен камен му е говорница. Секој вестник ја печати неговата проповед. Еден ден ти ќе бидеш предмет на неговата проповед, бидејќи тој ќе стои покрај твојот отворен гроб и ќе им проповеда на другите. Секое раѓање сигнализира почеток. Почеток на одбројување, а секое одбројување, знаеме, завршува на нула. Некој одбројување ќе е подолго, некој е пократко, ама сите завршуваат. За мнозина животот изгледа како слепа улица. На крајот на улицата е сандукот и тоа е се што може да го очекуваат. А после? Има ли некаква надеж? Има ли нешто што има моќ над смртта или смртта цврсто не држи и не сака да не пушти? Ајде уште едно поважно, посуштинско прашање. Можеме ли да избегаме од неја? Да сме слободни? Дали некој е победил смртта? Ама на вистина, не на филм. Најпосле, ако некој успеел, како и јас да го направам тоа? Одговорот на тоа прашање е во Библијата. Во Откровението, во првата глава, 17 и 18 стих. Таму Библијата вели вака: не плаши се. Јас сум првиот и последниот. Јас сум живиот. Бев мртов, но сега сум вечно жив и ги имам клучевите од смртта и од адот. Ете кој е победил смртта. Кој бил од другата страна на гробот и се вратил? Исус. Тоа е одговорот на првото прашање. Ајде сега второто. Можам ли јас да го направам истото? Повторно, одговорот е да. Во Евангелието според Јован во 14 глава 19 стих Исус вели: бидејќи јас живеам, ќе живеете и вие. Исус Христос ја сврте смртта, врховната трагедија во врховен триумф. Секој кој го познава и го сака Христос и ја прифаќа неговата смрт и воскресение за себе, може да се надева на истиот триумф. Многу важно денес, кога секој се тресе за својот живот и стравува од COVID-19, од некоја болест или од тоа што следува после цела оваа криза. Но нема зошто да се плашам од смртта. Смртта за верниот е заминување во присуството на Христос. Најголемата радост која може да се замисли. Ова е мислата која апостолот Павле ја развива во 1 Коринќаните 15 глава 54 до 58 стих. Кога го читате овој текст како апостолот да ја минува својата природа. Ако ги читате другите посланија на апостолот Павле, гледаме дека тој е многу логичен. Неговото пишување е секогаш логично, многу убаво и јасно дефинирано. А одеднаш, тука, во овие стихови, просто човек да се зачуди. Како свесно да запира со логичниот процес и како душата да му експлодира од емоции, па се префрла на поетско изразување. Што е тоа што го прави таков? Тоа е неговата увереност дека смртта е победена. Ајде да го видиме контекстот, а потоа и овие стихови. Во првите 53 стиха од оваа долга глава, тој зборува за воскресението од две перспективи. Од перспективата на Христос и од наша перспектива. Еве што пишува во 3 и 4 стих. Ви го предадов најнапред оно што го бев и примил. Дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, дека тој беше погребан и дека на третиот ден воскресна, според писмата. Целата оваа глава се однесува на воскресението на Христос. Например, забележете го стих 20.
Ама ете, Христос воскресна од мртвите. Цела оваа глава апостолот дава логички докази за Христовото воскресение. Истовремено, Павле се занимава и со воскресението на тие кои му припаѓаат на Исус. Забележете ги 22 и 23 стих. И како што по Адам сите умираат, така и во Христос сите ќе оживеат, но секој по својот ред. Прв е Христос, потоа при неговото доаѓање ќе воскреснат сите што се Христови. Значи да повторам, главната нагласка на оваа глава е воскресението на Христос и идното воскресение на тие кои се Христови. Ќе ве охрабрам самите да си ја прочитате оваа глава дома. Ќе забележите дека Павле вели оти Христовото воскресение е гаранција за нашето, дека смртта е врховниот триумф, врховната победа, а не врховната трагедија. И сега доаѓаме до оние 4 наши стихови. Сакам да забележите 4 аспекти на обожувањето на апостол Павле. Тој зборува за една голема промена, некаква трансформација, за еден голем триумф, една голема победа таму, голема благодарност и нешто многу интересно и важно за едно големо утре. Но ајде прво да го прочитаме текстот. Може да ме следите во вашите Библии. Кога нашите распадливи тела ќе се преобразат во нераспадливи и смртното ќе стане бесмртно, тогаш ќе се исполни она што е напишано во Светото писмо. Смртта е уништена и победата е целосна. О смрт, каде е твојата победа? О смрт, каде е твоето осило? Гревот е осилото на смртта, а силата на гревот почива врз одредбите на Божиот закон. Но Бог ни даде победа над гревот и смртта преку нашиот Господ Исус Христос и треба да му бидеме многу благодарни за тоа. Затоа, драги пријатели христијани, бидете цврсти и непоколебливи. Секогаш подготвени да го напредувате делото Господово, свесни дека тоа што го работите за Господ нема да биде попусто. Апостолот зборува за една голема промена, за еден голем триумф, за една голема благодарност и нешто многу интересно и важно, ќе повторам уште еднаш, за едно големо утре. Ајде да видиме за каква промена станува збор. Кога нашите распадливи тела ќе се преобразат во нераспадливи и смртното ќе стане бесмртно, вели апостолот, тогаш ќе се исполни она што е напишано во Светото писмо. Смртта е уништена и победата е целосна. Ќе има промена. Ќе се смениме. Нашата сегашна состојба е смртна, расипана, ни влијаат болести, повреди, смрт. Ние сме жртви на нашата смртност. Знам дека го знаеш тоа. Колку старееш, толку тоа станува појасно. Повеќе брчки, помалку коса, повеќе сива коса, неможност да го правиш тоа што досега ти било нормално. И за да ни олесни, се шегуваме. Па нели животот започнува на 40 години? Ајде ти се молам, годините не се важни. Луѓето прават пластични операции, ботокс, шминка, се со цел што? Да се одложи неминовното, да не се остари, да не дојдеме близу до смртта. Ама слушнете го апостолот. Вели, нема проблем. Смртта не е проблем, вели тој. Нам и онака ќе ни се случи промена. Веќе нема да сме смртни, нема да сме распадливи, ќе станеме бесмртни. Погледнете пак во Откровението. Последната книга во вашата Библија, во 21 глава, таму ќе прочитате. Веќе нема смрт. Огромна промена. Бог ме зема мене, смртниот, ме преобразува и ме прави нешто што никогаш не сум бил. Бидејќи му припаѓам на Христос, затоа што сум Негов, јас ќе добиам нераспадливост и бесмртност. Какво ќе е тоа ново тело? Исто како тоа на Исусот како воскресна. За жал, денес смртта се уште го има силото. И тоа ме води до поентата на оваа порака. Еден ден смртта ќе умре. Тука во 15 глава Павле вели дека смртта, врховниот непријател, ќе биде уништена. Значи прво зборува за големата промена. Таа веќе му се случи на Христос, а не очекува и нас. Но ајде сега да погледнеме како второ на големиот триумф, големата победа. Смрт, каде ти е осилката? Пеколу, каде ти е победата? Осилката на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Како Павле себе си да се проектира во иднината. Каква победа вели тој? Кога гледам во иднината,
Смртта нема со што да ме заплаши. И затоа во 26 стих вели о силката на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Ако ништо друго не запомните од оваа порака, сакам да се потрудите и да го запомните тоа што следи. Сакам да ви кажам за 3 непријатели кои сакаат да не убијат и да не уништат. И тие се следните. Првиот непријател е законот. Тој сака да не убие. Вториот непријател ни е гревот и тој сака да не убие. И смртта се разбира, сака да не убие. Дозволете ми да објаснам. Ако го читате Божиот закон, тој вели прекршиме, ќе умреш. Гревот вели извршиме, ќе умреш. Смртта вели едноставно, ќе умреш. Сите овие непријатели, како крајна цел, ја имаат нашата смрт. Сите овие 3 непријатели сакаат да не убијат. Сакаат да не уништат. За среќа. Фала му на Господа. Јас и секој верам во Христос, веќе сме ги решиле и сме завршиле со првите 20 непријатели. Останува само уште еден. Како? Еве вака. Мојот прв непријател е законот. Не македонскиот закон, не европските закони, Божиот закон. Тој вели вака. Еве ги Божите стандарди. Запишани се во Декалогот, 10 Божи заповеди. Ако прекршиш макар и една заповед, казната е смрт. Бог е свет. Значи во него нема ништо грешно. Ако имаш грев, ти следи смрт. Јас не ги одржав лично сите 10 заповеди и знаете што ми се случи? Умрев. Кога? 1982 година. Тогаш беше моментот кога свесно избрав да станам следбеник на Исус Христос, а тој стана мој спасител. Ајде да ви објаснам. Во законот, знаете, пишува вака: секоја душа која ќе сгреши, ќе умре. Значи, за гревот следи смрт. Кога Христос умре на Голгота, тој не умре за својот грев. Тој умре за мојот грев, за твојот грев и за гревот на секој кој кога и да било живеел на земјата. Таа смрт беше цената за мојот грев. Законот веќе нема власт над мене. Апостолот Павле во Римјаните 6:14 запишал: гревот не ќе може да владее со вас, затоа што вие веќе не сте му подчинети на законот, кој би ве подјарнил под гревот, туку сте под Божјата благонаклоност, која ве ослободи од законот. Законот за мојот грев бараше смрт. Христос умре за мојот грев, јас ја прифаќам таа жртва за мене, значи законот веќе нема сила над мене. Првиот непријател е уништен. Вториот непријател е гревот. Гревот вели барам смрт. Мојот одговор: нема проблем, веќе сум мртов во Христос. Вие можете да судите и да осудите дури мртовец, ама тоа ништо нема да му смени. Така и со верните. Значи овој непријател е уништен, остана последниот непријател, самата смрт. А тој непријател е веќе победен. Христос го победи на крстот и во гробот. Значи спомнавме за таа голема промена, зборував за големата победа, ајде сега доаѓаме до она третото. Големата благодарност за која апостол Павле пишува во 57 стих. Но Бог ни даде победа над гревот и смртта преку нашиот Господ Исус Христос. И треба да му бидеме многу благодарни за тоа. Изворот и авторот на победата е Бог. Само Бог и неговата моќ можат да ја победат моќта на смртта. Само преку Христос имаме победа над смртта. Ајде да видиме како се справи Исус со тие 3 непријатели, со законот, со гревот и со смртта. Христос го реши проблемот со законот затоа што тој го исполни законот, а ја плати казната како совршен за тебе и за мене. Христос го реши проблемот на гревот, бидејќи ја плати казната што следуваше за гревот, смртта. Христос го реши и проблемот на третиот непријател, на смртта, бидејќи отиде во гробот, отиде од другата страна и пак се врати жив. Затоа треба да му бидеме многу благодарни за тоа, како што вели самиот стих. Но ајде да видиме што значи тоа за нас практично. Основното е дека верникот не треба да се плаши од смртта. А зошто би се плашеле?
Нашиот Спасител ја победи смртта. Што е смртта за верникот? Пат или начин да се биде за вечноста со Христос. Читав еден пример од некој си норвешки бискуп, Бергеров, кој некогаш некој го прашал како изгледа смртта за верниот христијанин. И тој одговорил со еден расказ. Рекол вака: имаше еден селенец кој имаше син. Еден ден го повика кај себе и му рече: сине, ќе одам до другото село да завршам една работа. Сакам да дојдеш со мене. Се разбира, одговорил синот: ќе дојдам. Тргнале по патот и дошле до брегот на една бесна дојдена река преку која имало расклатен гнил мост. Изгледало како секој миг да може да се сруши. Момчето се уплашило. Тато, нема шанса да поминеме од другата страна, ќе се удавиме. Таткото го фатил за раката и полека поминале од другата страна. Отишле во селото, завршиле што имале работа и тргнале назад кон дома. Веќе било темно и како што се приближувале до реката, момчето почнувало да се плаши се повеќе и повеќе. Тато, знам дека нема да успеем. Знам дека ќе се удавим. Се плашам. Без да каже ниту збор, таткото го подигнал во рацете. Бидејќи момчето веќе било уморно, заспало. Кога се разбудило, видело дека е во својот кревет, во својата соба, сигурно. Тоа е смртта, рекол бискупот. Она од која најмногу се плашиш, нема да си свесен дека си го искусил. Еден ден ќе заспиеш во рацете на Исус, ќе се разбудиш и ќе бидеш дома. И ништо чудно што Павле вели: фала ти Господи, и повторно го повторува тоа истото. Ќе завршам со големата иднина што не очекува. Во стих 58 вели вака: затоа, драги пријатели христијани, бидете цврсти и непоколебливи, секогаш подготвени да го унапредувате делото Господово, свесни дека тоа што го работите за Господ нема да биде попусто. Библијата никогаш не поучува само доктрини, концепти или некаква теорија. Таа секогаш има и практична примена. Во овој случај примената е дадена во вид на заповед. Бидете цврсти, непоколебливи, подготвени, свесни и така натаму. Ти и јас сме тука на земјата со цел. Ако навистина живееме во светлината на воскресението, ако навистина живееме имајќи го на ум тоа што Исус ќе ни го даде еден ден на небото, фати се за работа. Треба да се види промена во тебе, промена во твојот живот, во начинот на кој функционираш. Еден од стиховите што го научив уште како млад верник беше Матеј 5:17. Така и вие бидете светлина пред луѓето, за да ги видат вашите добри дела и да го прослават вашиот татко кој е на небото. Или со други зборови, да има зошто да те наречат христијани. Да те наречат по името на оној кој верува во делото на Исус на Голгота. И затоа Павле вели дека тоа што го правиме за Христос никогаш не е залудно. Ајде да видиме. Што можеш да направиш за него денес? Знам дека сите седиме дома. Кој во карантин, кој за полициски час, некој е дома, некој е на страна, ама ова го гледаш или на YouTube, или на Facebook. Зошто не ја споделиш радосната вест за Христовото воскресение? Затоа што значи за тебе со некој кој не ја слушнал таа радосна вест. И не ти треба многу. Само сподели го линкот. Еден ден сите ќе застанеме пред Господ Исус Христос, пред оној кој умре и пак воскресна заради твојот и мојот греф. Ќе имаме ли што да покажеме? Дека сме биле верни и сме ја споделиле радосната вест со тие кои имаат потреба да ја слушнат. И сега накратко да одговарам на едно прашање што може би го имаш во главата. А што со тие кои не го познаваат Христос? Има ли и за нив воскресение? Што со тие кои никогаш не поверувале дека Исус може да стане нивни спасител од гревот? Тие кои не сакаат да прифатат дека имаат грев и дека само Исусовата смрт може да ги уништи трите непријатели со кои се соочуваме секој ден. Да, има воскресение и за нив. Какво ќе биде? Ајде да чуеме што вели самиот Исус како одговор во Јован 5 глава 29 стих. И ќе излезат од гробовите, вели тој. Оние што правеле добро, ќе воскреснат за да живеат вечно. А оние што вршеле зло, ќе воскреснат за да бидат осудени на вечна казна. Значи, секој од нас ќе воскресне. Во кое воскресение ќе избереш ти?
Зошто го барате живиот меѓу мртвите? Не е тука. Воскресна. Христос воскресна. Навистина воскресна.